Dame i gospoda, počituvani gledači, počituvana publiko, dobro večer i dobro dojdovte u teatar Čekori Skopje. Особена чест и задоволство ни причинува вашата посета на нашата театарска представа, која взаимно ќе ја доживееме во храмот Наталија и Мелпомена. За да не бидеме попречувани, ве молиме, исклучете ги вашите мобилни телефони и барем за малку останете без врска со надворешноста. Ви благодариме. Нека Талија и Мелпомена не бидат вечно наклонети. Арс лонга, вита бревис. Со почит театар Чекори Скопје. Овој ден сите сме тука собрани за заедно да прославиме денот на театарот. По тој повод одлучивме оваа година да поминеме со поезија. Но пред себе сакале да ви прочитаме неколку пораки, па да започнеме со една странска порака, токму за овој ден. Порака по повод Светскиот ден на театарот, 27 март 2022 година. Автор на светската порака Питер Селецар. Драги пријатели, додека светот во секоја минута и час виси зависен од храната на дневните медиумски репортажи, смеам ли да ве поканам, како креатор, да влеземе во за нас соодветниот простор и перспектива на епско време, епска промена, епска свесност и епска визија. Ние живееме во епски период и човечка историја, со длабоки и последични промени, во кои ги искусуваме меѓусебните релации, типични за човечките суштества, и оние од нечовечките светови, кои се над нашите способности да ги достигнеме, да ги артикулираме, да зборуваме за нив и да ги изразиме. Ние не живееме во 24-часовниот циклус на вестите. Ние живееме на работно времето. Вестниците и медиумите се целосно неекипирани и неспособни да се справат со она што ние го доживуваме. Каде е јазикот? Што се движењата и што се сликите кои можат да ни овозможат да ги разбереме длабоките преминувања и вознемирувања кои ги доживуваме? И како можеме да ги премостиме содржините на нашите животи, токму сега, но не како репортажи, туку како доживување. Театарот е уметничка форма на доживување. Во светот, преоптеретен од разни прескампањи, симулирани искуства, одвратни прогнозирања, како да се издигнеме на бесконечното повторување на броеви, за да го искусиме квалитетот и едноставноста на животот, суштината на екосистемот, пријателството, квалитетот на светлината на чудното небо. 2 години COVID-19, кој ги отапе сетилата на луѓето, го ограничи животот на луѓето, ги скрши врските и не постави на чудна нулта точка во човечкиот хабитат. Кои семиња се потребни да се посадат и повторно насадат во овие години? И што е надреснувањето на инвазивните видови, кој е потребно конечно и за секогаш да се отстрани? Толку многу луѓе се на работа, толку многу насилство е проникнало, ирационално или неочекувано. Толку многу табиларни системи се покажаа како структури на перпектуална суровост. Каде се нашите церемонии на сеќавањето? Што ни е потребно за да запаметиме? Кои се ритуалите кои ни овозможуваат конечно и повторно да ги замислиме истите и да почнеме да ги вежбаме чекорите кои никогаш претходно не сме ги направили? Театарот на епска визија, цел, обнова, исцелување и грижа има потреба од нови ритуали. Нам не треба да не забавуваат, нам не треба да се собереме, не треба да споделиме простор и не треба да го култивираме споделениот простор. Нам не треба заштитени простори за длабоко слушање и балансирање. Театарот е креација на земјата, простор на баланс помеѓу луѓето, боговите, растенијата, животните, капките дожд, солзите и регенерацијата. Просторот на еднаквоста и длабокото слушање е осветлена од скриената убавина, која се одржува жива во длабока интеракција со опасност, балансот, мудроста, активноста и трпението. Светот
Светот на орнаментираната сутрена буда содржи 10 видови на големото трпение во животот на човекот. Една од најмуќните се нарекува стрпливост и перцепирање. На се како чудо. Театарот секогаш го представува животот на овој свет како чудо, овозможувајќи ни да прогледаме низ човечката илузија, делузија, слепило и одрекување со ослободувачка јасност и сила. Ние сме толку сигурни во тоа што го гледаме и на начинот на кој тоа го гледаме. Така што не сме способни да видиме и почувствуваме поинакви реалности, нови можности, различни пристапи, невидливи поврзувања и безвременски конекции. Ова е време за длабоко освежување на нашите умови. Сетила, нашата имагинација, нашите истории и нашите иднини. Оваа работа не може да ја направат изолирани луѓе кои работат сами. Оваа работа треба да ја направиме заедно. Театарот е покана да ја направиме оваа работа заедно. Длабоко ви благодарам за вашата работа. Следната порака доаѓа отблизу. Да видиме каква порака имаат оставено македонците токму свој ден. Драги колешки и колеги, уметници на театарот, неговите движечки атоми, неговите витези и пркосници. Театарот постои од кога постои човекот. Во секој од нас се крие еден изведувач и тоа прво го чувствуваме, а потоа го освестуваме. Сакаме да играме, да создаваме прикази, да прикажуваме, да вознесуваме и да сме вознесени, да се радуваме, да прекосиме. До денес тој порив, тој оганен пркос не е исчезнал, иако некогаш се притајувал да се криел поради различни причини – обществени, политички, лични, здравствени и религиозни. Ви благодарам на честа, јас, како писателка, професорка, театролог, да проговорам за театарот на овој ден. Затоа што театарот е најубавата уметност што постои. Затоа што театарот постои само во мигот додека го гледаме. И тука е скриена таа магична моќ. Во тие неколку часа да видиме некој друг свет, некоја друга вистина, некоја друга приказна. Зашто кога ќе се изгаснат рефлекторите, светот што го искал театарот исчезнува и за секогаш се гнездува во нашата меморија. И толку. Живееме предизвик од време. Живееме изместено и од координатите на општото добро, но и од координатите на личните достигнувања. Не само пандемијата, туку и промените во светот, животот и дома, придонесе и на театрот да му се измести колацијата. Како и секогаш, кога имало вакви разработени времења, театарот се обидувал да се снајде. Театарот е пир. Преживува и преживеал се. Не само болести, војни, уништување, туку и печатот, радиото, телевизијата, видеото, дури интернетот. Театарот и носи во себе интимната човекова доблест, да се снајде. Исто колку што ја носи и таа да се спротиставува на која повеќето забораваме. Театарот е гласот на отпорот во минутите кога сите други гласови се замолчени. Затоа е многу важно да го чуваме. Што непребитно на театарот, задача ни е да сме гласни кога другите молчат, да кажеме кои факти се неточни, на кое место минатото на театарот е фалсификувано. Зашто тоа се дешава и денес, и кај нас. Бидејќи ние го создаваме театарот, писателите, режисерите, актерите, костимографите, хореографите, музичарите, сценографите, дизајнерите на светло, видеоуметниците, сите активно вклучени театарски луѓе, но и публиката, критичарите, театролозите, професорите од театарските школи, академии и факултети, на нас е одговорноста да го чуваме театарот, да му возможеме да се снајде и да преживее во вакви времена. Затоа сакам да порачам да видиме похрабри. Драмските актори и писатели да пишуваат поотворено, похрабро, помотно, режисерите да не се седат комотно во комфортните зони, актерите да се предизвикаат себе си, да направат уште поголеми изгледи. Најважно од се, публиката, критиката, театролозите, професорите да се искрени пред себе и пред театарските уметници. Да се говори јавно, отворено, да се критикува, но не да се критизира. Да се инспирира, да се отварат можностите, да не се дозволува еден или двајца луѓе да креираат програма на една театарска заедница, да се даде шанса на сите што ја заслужуваат. Затоа што ние му требаме на театарот, ние што го сакаме и сакаме со него да го збогатиме светот во кој живееме. Да не е жив театарот, да му е силен гласот, да му е цврсто местото и да ги полни гледиш
пишештата и физичките и дигиталните. Да ја разменуваме енергијата, да ја пренесуваме емоцијата, не посилна катарзата. Доктор Ана Стојановска. А сега, следната порака ни доаѓа од уште поблиску. Токму од овој театар кој што се наоѓате во моментот, театар Чекови. Да видиме каква порака поставил неговиот творец, легендарниот Боре Ангеловски. Ако е театар, тој е вечно жив. Ако е театар, историја е и јука за волките како неправда. Ако е театар, народ е дух и држава. Ако е театар, тој не храни и не евидентира во времето и простор. Ако е театар, тој може би држава или религија. Ако е театар, дух е мисла и вселена. Ако е театар, минато е сегашност и вид. Ако е театар, тоа е наша, твоја должност во општеството, како жител, како граѓанин, како човек, а не привилегија на поединецот. Ако е театар и е празник на човекот од планетата, нека ни е често. Ако е театар и се уште е жив, да воскрикне, да живее театарот. Тоа беше последната порака, а сега, кој што веќе најавив, оваа година имаме поезија. Нашите членови на театарот самостојно избира дела на веќе истакнатите поети. За почеток ќе започнеме со Игор Исаковски. Тој бил поет кој живеел и творел во периодот од 1970 до 2014 година. Освен поет, тој исто така бил директор на културната установа Блесок и исто така и главен уредник на истоименото списание. Погledajte. Моментот кога се прекршуваш низ себе, како бојот виножито низ призма, како звукот стакло размерно. Боли моментот, доаѓа, не најаве, а очекува. Ти доаѓа да пееш, да се смееш, да танцуваш, да не мислиш на себе, додека се прекршуваш, без багаж. И заеднички поминуваш, совршени одгледала на твојата појава, на твојата душа, на твојот Божа незаинтересиран лик. Те клопоти возот до првото пристаниште. Морето те повикува. Својата занесена бескрајност. Низ прекршувањето на морските капки гледаш множита. Некаде далеку татни. Небото се крши. Следен е руски и словенски истакнат поет Сергеј Есенин. Тој живеел и творел во периодот од 1895 година до 1925 година. Неговата најголема инспирација била неговите многобројни жени, но негова најголема муза била Изабела. Не кажам, не викам, не гледам стега. Секи помине, како победи, јавното чак. Златно времење, на мене лега, скоро ќе заборавам дека бев млад. И сега не трептиш веќе срце, што во студот те грчам. И на крај, не брезовато цвеќе, веќе ме измави, веќе боз да трчам. Скитник сакар, стануваш многу нежен, не ја расплантуваш промената уста. О, ти моја изгубена свежост, боен поглед, помолни чувства. Сега поскапна, во мечтите станав, тоа животот мој или сон. Боже, во прометна прошетка рано, ја сум проскинал на розов конј. За нас сите има
Идем крај. Одви сето тихо, мед се леја. Благословено, вечно дае, се што иде, да цвета и мреја. Мирослав Ника Антич. Тој бил српски поет кој живее и творел во периодот од 1932 година до 1986 година. За него интересен факт е дека пред да стане славен поет, тој се занимавал со многу работи. Тој бил борнар, бил дел од куклен театар, а исто така се занимавал со сликарство, театар и филм. Но да се наврати на неговата поезија. Водопадот има брада како гроф од Лав Николаевич Толстој. Тоа всушност утрото само по себе се пени и го распнува на животот. Јас си признав на една жена дека животот е нешто просто во мене, а не е така просто. Јас мислев дека ќе одам право додека не се претворам во ленјев, а ме најдоа во круг. Ме најдоа после лутање, скршен од пресуд до шепотење. Помина ноември. Меѓу нозете на дрвата полека замирисува на влага и крв. Улицата последен пат кисне на свежото сонце. Седете малку крај мене, како крај гроб. Минута молк за моето покојно најрумено добро. Седете малку крај мене. Гледајте. Пак сум добро. Позадивото ми си има закоравено млас на засирен пораз, како настрелан воен бегалец. Пролета огромни златни кочи низ нашите неподвижни очи, а ние не ги сочуваме. Нешто младо ни ржеше на устни и овената. Горко од насмев и сладко од плач. Дозволете ми, после седна далеч на некоја девојка да ја напишам едно писмо. Онака, малце носталгично. Како што пишуваат сенилните пензионирани адмирали на својата преживеана посада од потопениот разорунувач. Девојко, кажам, девојко се е готово. Одека цвеќе покојно продаваат разлеано во партерски флаши. И се е спокојно. Како да ветерот никогаш не го шамарал дрворедот и по прозорот не се качувал. Девојко, ти кажам, во оваа есен, фригидна како туристкиња со скандинавски пасош, тоа што сум одеднаш просет, не значи дека сум бел. Ти единствено ја нахрани сета моја глад со она малце месо и сон. Единствено ти беше ситал до ние мој малце ногти и планк. Би сакал твоите синови да ја наследат бојата на мојот глас, а керките да ја носат мојата тага во прстучиња од свилот. Би сакал да ги сочуваш моите најубави првови на хоризонталите на твоето дно и да ги пренесеш моите очи низ тишината на туѓите очи и станови и мојот ноември и сите туѓи априли. Ова не е исповед. Ова е полошо од молитва. 1000 пати од Сабајле како негогаш те сакам. 1000 пати од Сабајле пак ти се враќам. 1000 пати пак се плашам за тебе изгубена во вртлогот на географските карти, за тебе поделена како плакат на кој знае какви луѓе.
Дали сум се уште онаа мерка по која знаеш кој те боли и колку пред тебе сите други биле голи. Онаа мерка по која знаеш кој те краде, а кој те плати. Дали сум се уште меѓу сите твои животи она парче најплав облак во градите и најкрваво саки. Овде кај мене деновите имаат вкус на конјак и досада. Некогаш капат дождови чудно, спокојно. Немам желба ни да живеам, ни да се убијам. Сосема сум навикна брод кој лута без посада, не сака да избрише од својот око нешто залудно, нешто покојно, нешто нежно. Можда е добро да знаеш, после тебе девојките немаат право ништо да се образуваат. Некогаш првшото клунец на републиката, а денес можам само да их подигнам испотени чорапи лично на Богородица, во достоинство преправи. Сите мои нежности се уште на твојот прак спијат, како мали жолти кученца на набрекнатите црни мокри цицки на Господјата кучка. Сосема сум закопчан од слузо кожа до душа. Овие 32 зава се уште љубов само за тебе онака цвилат и онака пропегнуваат. Ти секако ме разбираш. Се е готово. Уплашено сум пијан и празен и сам. Понекогаш не идува некој загрижено да ме сака и пази. Некој на кој му ги откривам сите твои тајни патокази до моето жештено теме. Немој на никој да кажеш, ама јас, кој најмалце знам за среќа, би сакал малце несмасна среќа на тој некој да му даде. И додека умираат дрвата и ветерот кој висија гази, би сакал да му биде добро. Во име на известниот аорист на мојата љубов и давна минатото време. Нема да ми веруваш, и со кафаните раскрсти сосема не запазени. Сите кафани некако личат на иста бајка. И чаршафите на масите се смешкаат на ист глас. Сите кјонери некако на ист начин се грижат, онака малце роднински, лека ноќ кога ќе им кажем. Сите кјонери што се грижат живи меко, како да знаат за нас. Понататака не би имал ништо веќе да ти јавам. Пијана од гладно садот на ноги се валка. Саатите веќе одат на повечери од свире. Понатака стварно не би имал ништо веќе да ти јавам. Единствено можда тоа дека ти ми остана најубавата медаља од најубавата војна во која срцето ми го ампутира. Девојко, јас не бев во тебе онака обично, гимназијалски затреск. Оне. Во мене е се до табани минирано. Иначе запамтите, љубовта е најнежна само во оние крици кои ќе се поклонат на првите. Затоа дозволи ми, поради нешто во себе, да се насмеам оваа есен. Помалце скришно, ни солзи, помалце демодирано.
Јас, твој најнежен пастух меѓу поетите. Јас, твој најсуров поет меѓу постовите. А сега, пред самиот крај, поезијата би сакал да завршиме токму со еден македонски автор. Станува збор за еден од најстакнатите и најголемите поети во македонската историја. Поет кој живее во творел во период од 1934 година до 2006 година. Поет за кој што нема потреба многу да зборувам, затоа што неговите дела зборуваат само за себе. Станува збор за Петре М. Андреевски. Поверете. Има денови, кога јас не сум овој овде. Лицето друг ми го носи, нозете друг ме ги користи, па дури и моите зборови некој друг ми ги кажува. Јас само по нешто слушам и само по нешто гледам, а никој не сме да ми каже зошто сум скаран со себе си. Има ден, кога небото се шета по земји, а сонцето ми искрено од колената. И кога јас одам на една страна, а мојата сенка на друга. Тогаш слушам само плач и викоти. Но јас никаде не гледам никој. И никој не ми може ништо. Само дирајки, така бесно рекајки, како допечена слепа река, што се пред себе руши и пустоши. О, избегнувајте ги да молам, избегнувајте ги тие денови, да ме сретнете, да ме сретнете. Тоа беше се за денеска, а сега за крај би сакал да ве покарам на нашиот скромен хотел во Ходникот, да наздравиме заедно, да живее театар, да живее театар!